Веќе некое време ми пишат деца зборе за ваучери за тие студентските што ги дават за лаптоп, за компјутер, не знам ни за што. Не сум многу упатен во темата. Ама откако ми го рекоа тоа можда едно 200 пати видов ваучер на оглас, продавам ваучер. Така што не знам ама мислам дека убава тема би била за зборање. Оти ке речи. Оти тука навлегваме во она што го викаме што е клучно во македонскиот ментален склоп. А тоа е зборо на битолски, за тоа е муфтева. Муфтето. Шо да е муфте да? Така што дај да си пуштиме ние едно шпицули да си направиме муабети за ваучери, и за муфтиња и за се. Може? Ајде, пушти. Прво да објасниме што е зборо муфте, пошто многу ќе го користам во текот на денешното видео. Зборо муфте доаѓа од двата зборови муф и те, кои кога ќе се состават заедно го создаваат зборот муфте. Или ми ти бесплатно, или ми ти јас јадам, ти плаќаш и обратно. Значи кој речи некој муфте ми е ова, значи дека ја некој му го има даено, ја го има манато по уши, ама нема врска, битно муфте му. Секој пат кога ќе добиеш нешто бесплатно е муфте. И од таму излегва познатата битолска поговорка: шо да е муфте да е. Само ова е културната верзија, нема врска. И како што сите, да речам, малцинства во Македонија добиват муфте работи, така и студентите како малцинство во Македонија добија муфте ваучери. Ги речиш оти малцинство се брат поголемиот број фаќат певга од тука. Значи овие што станват технички се малцинство. И тие муфте ваучерите што ги добиват се за да си купат, не знам, лаптоп, таблет, нешто што ќе му поможи во учењето, што е супер. Јарно, ама тука стигнуваме до еден клучен балкански момент, кај што еднаквоста и не е баш така еднаква. Имено ваучер можат да добијат сите без разлика на нивниот социјален статус. Сумата на ваучерот е таа за сите. Дали имаш милиони или си во кредити до гуша, не е битно, вате сумата таа е. Тие ќе те потпоможат, ти ќе си доплатиш и ќе си купиш тоа што треба да си купи. Да, некој ќе купи тоа што сака, некој ќе купи тоа што мора, ама добро. Битно не е без ич. И то во овој нееднаков свет би се нарекло еднакво. Арно, ама не делува толку еднакво вака како ќе образложиш, така? Пошто на крајот на денот на тој што има и што може да си дозволи, веќе си дозволил, веќе го има тој. Нема зошто да му треба лаптоп. Арно, ама тука влегва муфте менталитето балкански. Тука исто така влегва она познатата македонска, една од најпознатите. Кога ќе ти дават, зема. И тука што се случува? Тој што нема одвај го чека овој ваучерот, тој што има исто така одвај го чека. Оти, ќе шитни бе. И се ќе речиш, а оти ги продават. Шо ќе рима тако ги продават? Тие мора да ги искористиш за лаптоп или за нешто. Па има тјар бе. Пример, не знам колку се 15.000 ки речиме. Тие 15 како пари не можеш да задржиш, не можеш друго да купиш, лаптоп не ти треба и тој ќе аплицира, ќе го добие кредитот и ќе клај на оглас, ќе ти речи продавам кредитот 15.000 за 10.000. Демек 10 тој да си лапне, си клај во џебо некој динарче. Тебе ако ти треба да го искористиш, супер. Или што би рекле таму на времето, бомбона бизнис ба. Нема поубав бизнис од муфте бизнис. Најголемите бизнисмени во државата и општо во светот се муфте бизнисмени. Ќе дојди на позиција, располага со некаков буџет, ќе си отвори фирми тендерчина, мендерчиња, ќе си прави бизнис со нешто што нити го направил, нити е негово, нити му е гајле, кај ќе заврши на крајот. После ќе дојде некој друг на позиција, тој ќе си игра бизнис бе бат. Нема поубав од муфте бизнис. Ко ти дават зема, шо има врска ти шо има? Шо има врска што можеш да му поможиш на некој пример? Пример, има некој другарче што не му стигат париња. Ти веќе имаш лаптоп. Наместо да доплаќаш ти и тој да се моли да доплаќа креват кредити што не можат да и вратат, ќе и клајши ти парината таму, ќе си земи поарен лаптоп, двајцата ќе напредва. Арно, не бе бате. Не, ти ќе ги земиш парината и ваучер оп каде на оглас на Facebook ќе го дај. Анонимно, ти ако те видат, готово, сврши работа. Мене ако ме најдоте таа анонимноста по гласите мора да се укини, оти претеризаме. Там не само за ова, општо за се. Оти кој ти се гледа лицето и кој те знаат кој си име презиме, малце не е толку опуштено, така. И сега ќе речи шо има врска пари никогаш доста, шо ако има некој, ако дава државата, земи. Демек сите лапат од државата, дај и ние да лапниме. И затоа сме таму кај што сме бева. Сам факт е дека сите лапат од државата. Кој стигна сркна од мед. Ретко кој вака не се замара. Обично луѓето се ако ти дават земај, ако те бркат бегај. Освен ние што велиме, ако те бркат врати мус. И на крајот на денот децата ги разбира. Тој може има лаптоп, ама секогаш може да има поубав, понов. Крај нема технологија, колку понова технологија дома, толку поубави игри може да игра, толку поубави работи може да прави, а бога ми да го користи за неубави работи. Пошто дете нормално е, секој сака да има повеќе. Знаеш што не е нормално? Да го воспитваш детето да биде лижалче, цицач да биде, цркач од медо да не рече. Ти битно земај, да има, да земиш. Сите изгорени се за земање, никој не ќе да дај.
А далеку поубаво на душата го ќе даваш и да имаш и да немаш. Арно, ама знаеш како? Кој те праша? Порано мора имаше луѓе што последните пари си ги даваја од кесето, вака ќе ги извај последните пари, ќе дај само за да поможи на некој што знае дека нема поинаку, нема како. Арно, ама такви луѓе се помалце ги има. И не зборам за помагање кај ќе се најди пример некој со коцка има мака и комарџе и сега ќе му помагаме. Не ти треба помош финансиска тебе ти треба поинаква помош. Ако воопшто постои помош за. Зборам за фамилии, за луѓе на кои стварно му треба. За не дај Боже болести, за не знам, за школување општо во животот, за луѓе што не ни сакат да побарат. Затоа мислам јас кога би правил вака нешто со ваучери, би направил со малце поке рамки. Знам дека ова не е нешто што сакате да слушнете, ама така би требало да биде. Ајде да бидиме реални. Не може некој со 200 фирми парите што не си знае ваучер да добие. Зошто ти е мора? Ни за взап, ни за вгрло е то за те. А барем денешно време е лесно да се провери кој што работи, кај работи може да наведат таму, може да се проверат тие онаквите, све е дигитално денешно време. Освен нели ако падни система, ама тоа е друга работа. И студент се знае што е студент, се знаат годините за студент. Не може пишано таму, сега го отворив да прочитам. Да не е постар од 29 години. Бате на 29 години не ти треба ни лаптоп, ни таблет. Треба седниш да учиш. Сам не ќе досудвам никој, секој си има различен начин на учење, на сваќање. Индивидуална работа е. Баш кај има луѓе што учат постдипломски, мастери, докторати, чуда што нормално фаќат години. Се е тоа во ред. Ама на 29 години не треба да аплицираш ти за ваучер, море. Треба аплицираш за работа негде, ако не си веќе вработен. Ти мене јасно ми има луѓе што се вечни студенти, цел век студенти ќе бидат ти. И бога ми има луѓе што се што може муфта си скористи, ги знаат сите дупки, сите закони, сите аплицирања, све знаат. Јас појма немам кога се аплицира, кај се аплицира, бе. Никогаш во веко немам погодено конкурс за било што. Исто и овие што аплицираат за клими, за соларно, за не знам ни за што се аплицира пој. За тој 200 куќи, станој, згради, крева, чуда, аплицирал за клима, аплицирал за ова, жена му за она, синој му за ова, чекајте море што прави. И јас разбирам дека има луѓе што си имат луѓе што побрзо нив ќе му дадат отколку на тие што треба. Мене јасно ми е дека така секогаш функционирала државата и секогаш ќе функционира. Ама сам да речам не треба така да биде. Ајде да аплицирам млад брачен пар, сега се вселват негде ново, све еден тон трошок има. Сакал нехел брат, тие се парињата. Ќе си аплицираш и треба да си аплицираш. Ајде луѓе што немат да аплицират во ред ќе си аплицират. Не може море тие најмногу што имат на све аплицират и сегде да земат, од сегде да лапнат, од колачето да ти сркнат и тебе и мене и на си. Работата ми јас сам да дјам сладки. Ами шекерот ќе ви се крени, лавајте мал. И за на сите тие има демек некакви она поставени, ако имаш аплицирано лани, имаш добиено, годинава не смеш да аплицираш. Добро, ќе аплицира жена, ќе аплицира син ти. Мислиш некој ги ги проверват ти ако не треба да земиш, ако треба да земиш, ич не е проблем бате за те. Има луѓе со по 4 клими дома, во сите соби клима имат клаено, системот е направен еднаков, нели? И се за некој е поеднаков, за некој понееднаков, ама нема вез. На крајот на денот кој те праша? Нема бате, тоа е. Да е здраво и живо муфтето, ама заради то пусто муфте сме на ова дереđe кај што сме. Оти мене пример ми е мерак кој ќе си го заработам нештото, кој ќе го сработам. Ќе земе од овие дрвата, ќе го закоиш или ќе го заштрафиш или нешто и убаво ми е на душата, од јас го имам направено. Арно, ама денешно време 90% од народот убаво му е на душата само ако некој друг ма заврши работата и ако не му земи пари и тие вака уживате, тоа му прави убаво. Како не знам, ама ете индивидуална работа. И то муфтето не е само за вакви работи, не е само за големи демек многу трошок е клима или лаптоп, нешто не ме бате, за се е муф. Муфтето е начин на живот. Значи на овој народ да не види шведска маса при. Ти ош да гледаш представа или премиера или нешто, пола народ оди за шведската маса. Не ни седат да гледат представата или што дае филм таму. Не бате, попосле ќе дојди и директ на маса шак да наполни пањчето, а касни уште натура да има време. Јас кога ќе видам луѓе натоварени на шведска маса и ми се одјадва инстант. Значи во истиот момент апетито го губам секундарно. Како јадење да се нема виден. Шо било ќе направиш нешто настан, муфте нешто да дај. Концерт ќе правиш, муфте картива. Мора муфте да има, не може без муфте да се помине. Оти како да се плати карта или да се поддржи некој изведувач или нешто, оти тој да прави пари, нешто шо. Не бебате муф. Овде кај нас сите сме на сите борчли веч, ни крив ни должен борчли, а муфте требало му дај. Олка изинати зите за то пусто муф и муфте ова, муфте она. Долго ќе си расти, долго овде широк онде и на крајот муфте ќе си дајме све, ама тоа е. На крајот на денот како реков, кој те праш? И мислам дека ко за муфте доста е. Ме намамивте со ова темата, мислев мајта поке ќе прам, ама некако на сериозно ме мана емоцијата. Ама не си, другата епизода повесел. Толку од мене за денес. Поздрав, имајте убав ден.